Добро вечер, јас сум Јадранка Костова, а вие го следите отвореното студио на 1 ТВ. За овој дел, за овој отворен појас, има во план да имам два одделни разговори. И така и беа најавувани. Едниот беше со Жанета Скерлев, поранешен уредник на BBC на македонски јазик, на темата колку македонската радио телевизија ги исполнува стандардите за јавен сервис. Но тоа не беше во најава, секако со неа и планирам да разговарам и околу состојбата со Брекзит во Велика Британија. Со Дејан Азевски пак, новинар истражувач, темата која одеше во најавите е за иселувањето во последниве години и децении, кои се карактеристиките на тоа модерно печалбарство, особено што Азевски има добиено награда за истражувачка сторија, наградата Никола Младенов, во 2013, каде што дојде до податоци дека од 1998 до 2011 година од Македонија се иселиле 230.000 граѓани, претежно млади луѓе, а онаа бројка колку на црно се таму останува непозната. Сега, додека седевме надвор во студиото, додека траеше спортската емисија, најдовме многу допирни точки за разговор. Заедничко е што обајцата сте новинари. Второ, сте работеле во различни периоди во Нова Македонија. Реков, ќе разговараме за македонската радиотелевизија. Дејан, од друга страна, подготвува магистарска за менеджмент во медиуми. Темата со него за иселување, мислам дека те опфаќа и тебе, Жанета, затоа што на 20 години ти живееш во Велика Британија. Ете, тоа се неколку, има и повеќе допирни точки, но сметам и донесов одлука дека вака ќе биде поинтересно и подинамично. Добре дојдовте. Подолг вовет, но морав да објаснам зошто и како, нели, е ова еден заеднички разговор. Почнуваме со темата колку македонската радиотелевизија ги задоволува стандардите за јавен сервис, не само затоа што си работела во BBC, како уредник на редакцијата на македонски јазик, но во 2016 декември за време на парламентарните избори, 2 месеци беше овде во Скопје, ангажиран од британската амбасада, како некаков консултант, ако не се лажам, за јавниот сервис. Точно така, тоа беше летото, 2 месеци поминав, кога требаше изборите да бидат во текот на летото. Ми се чини дека 5 јуни или јули бев поканета и јас поминав 2 месеци следејќи ги сите, буквално сите информативни програми на македонската телевизија. Јас мислам дека ги изгледав од утро до вечер буквално сите вести. Некогаш се шегувавме со колегите дека повеќе ги гледав отколку тие самите, а да не зборувам за уредниците. И правев извештаи. Извештаите беа исклучително за употреба на новинарите таму и на уредниците, значи никаде не беа публикувани. И тоа беше одличен начин тие да видат што еден надворешен соработник, а сепак македонка, сепак новинарка и сепак некој кој работи во јавен сервис, бидејќи така си ја стекнавме довербата едни со други. Јас кога дојдов им реков дека јас доаѓам од јавен сервис, тие работат во јавен сервис и оти на почетокот кога дојдов беше малце, знаете, она типично, сега таа е дојдена од надвор и сега таа нас ќе ни кажува како и што. Можете да претпоставите. Твоите записи не биле објавени, дадени се на уредниците. Можеш ли да откриеш кои беа твоите, да речам, констатации, забелешки, сугестии во твоите? Можам и мислам дека денеска и од оваа дистанца нема да прекршам никакво правило, напротив, тоа беа најдобронамерни совети. Јас ги кажував и негативните работи, меѓутоа ги кажував и позитивните.
И тоа е, да кажам, не е само англиски, тоа е дури и на некој начин западен начин на критика. Сакаш да кажеш дека ние овде сме премногу обседнати со негативните критики. Да. Треба да се каже, заради тоа што луѓето таму се трудеа со тие услови на работа, со 3,5 камери што има. Во Охрид, од каде што е Дејан, например, македонската телевизија нема камера. Има дописник, нема камера. Јас не знам дали денеска е тоа сменето, меѓутоа нема камера. Замислете, најтуристичкиот град во Македонија да нема камера. Сега, кога јас реков, а зошто не се снима со мобилен телефон, одговорот беше заради тоа што главниот уредникот на прва програма забранил. Мислам, тоа се така, некои куриозитети. Давав коментари што не е добро. Според мене не беше добро што премиерот беше во сите вести. Во сите вести, од кратките вести, долгите вести. Не беше добро тоа што тогашниот министер за здравство нон-стоп нешто пушташе во употреба. Дури се пошегува во еден извештај да не е тоа истото парче опрема па шетан из Македонија и се пушта во употреба. Чекај, Тереза Меј, британската премиерка, не пушта во употреба некои објекти или не се регистрираат тие? Не се регистрираат тие. Но, од друга страна, пак, кога имаше убави прилози, кога имаше интересни прилози, го потенцирав тоа. Јас нема да заборавам еден прилог на една колешка која направи за земјоделски, за млад талентиран земјоделец, кој се потрудил да земе кредит, да направи оранжери кои ги ангажирал и татко му, и жена му, и први братучеди, и втори братучеди, и навистина направи фантастичен прилог. Ги прашав, добро, на колегиум вие разговаравте за ова, ја пофаливте, ги мотивирате ли новинарите кои прават вакви прилози? Не баш. Така, но добро, тоа се по некои стандарди, нели, правењето прилози, технички услови, вакви услови. Критиките што јавниот сервис ги добиваше на секои избори од ОПСЕ, од ИХР, а и од целата јавност и од меѓународните монитори, беше дека јавниот сервис не е јавен сервис во смисла на јавниот интерес, туку на владиниот интерес, на политичката гарнитура која е на власт. Сега направете споредба со британскиот сервис јавен. Основната работа, основниот проблем кој мојот заклучок беше после тие 2 месеци дека во тој период, а мислам дека и до ден денешен, не се правеше разлика што е јавен сервис, што е државна телевизија. И тоа е, според мене, основниот проблем за македонската радиотелевизија. Заради тоа што стекнав впечаток кога разговарав со челните луѓе таму, ама ова е интересите на државата се бранат, ама не може да се бранат интересите на државата. Јас работев 20 години во BBC и како уредник на македонската редакција, меѓутоа потоа останав да работам како проект едитор на менеджмент бордот на BBC, на PR програми и проекти. Не се работи така на угледот на куќата да се тотално непознавање на улогата на јавниот сервис. Но затоа паѓа и рейтингот, да речем, и рейтингот. Мислам, знаете што ние во Велика Британија навистина не знаеме во слободно време, освен ако не направат некој гаф или некој кикс, не знаеме што прават политичарите, освен ако не го фатат Борис Џонсон како виси на јаже во некоја PR кампања или не знам, така некои тривиални работи со какви чевли дошла, ама тоа е жолтиот печат се занимава со тие работи. Но сигурно вестите
да бидат кај тргнал овој министер, што пуштил во употреба, што рекол, а опозицијата секогаш маргинализирана. И знаете што, и сега има такви жешки теми во Англија, што во Велика Британија, што навистина нема шанса да се занимаваме со јавниот сервис, да се занимава со некои теми кои, не знам, таблоидите би се занимавале. Пак велам, она што мене посебно ми пречеше е тоа што во основа има непознавање што е јавен сервис, што е државна телевизија. Дали е непознавање или едноставно медиумот кој е јавна радиодифузија, едноставно последниве 2 децении, не само предходната власт, се престрои да биде во служба на власта. Што би рекле англичаните, не може да не знае некој денес. Погодивте суштината, апсолутно тоа е. Знаете, вие работевте во ми се чини дека еден куп луѓе се сеќаваат на без наслов на Соповод. Македонската телевизија, радиотелевизија, да не го заборавиме радиото. Јас сум посебно приврзаник на втора програма Македонско радио, каде што има фантастични луѓе. Радиото уживаше фантастичен рейтинг. Македонската радиотелевизија беше расадник на таленти и на идеи. И вие, и еден куп други луѓе новинари се... Но тогаш имаше и ТВ соочувања. Имаше програми... Па се сослушува луѓето. Знаете што, јас бе во ситуација да им објаснувам, како викнете вие политичар во програмата, вие сте таа другата страна. Значи, основни работи им се објаснуваат на луѓето колку пари се потрошени за курсеви, за обуки, како да нема никаков ефект од сето тоа. И навистина ми е многу криво, заради тоа што многу труд и внимание, јас сум вршела обуки таму и ентузијазам. Знаете што се случи? Тие 2 месеца македонската телевизија доби многу добри оценки и од ОПСЕ, и од сите што ги оценува. Меѓутоа, 2 недели само траеше тоа од кога си отидов јас. Сега, дали Еве Деновиве си тука во Скопје, гледаше некој дневник вести на МРТВ? Гледав. Што да кажам? Бадијала пишуваше извештај. Може да не коментирам. Може. Не, мислам... Знаете... И тоа е доволен коментар, затоа реков. Го ценам сечи труд. Има луѓе кои се трудат нешто да направат, има емисии од областа на културата кои се трудат луѓево да никако да го вратат она што им е основата, заради што треба да постои јавниот сервис. Така, таму треба една длабока реформа, ајде Дејан да го вклучиме, бидејќи подготвува магистарска менаџмент во медиуми. Имаш инспирација како изгледа менаџмент во јавен сервис? Ја следиш македонската телевизија? Да, ја следам македонската телевизија, но не можеме за мојот дел конкретно зборуваме, пошто мојот е трансформација од класичен медиум во онлайн медиум. МТВ нема стигнато ни до современ класичен медиум, значи 2 чекори е назад во моментов, за да можеме воопшто да размислуваме во таа насока. Прво треба да им се заблагодари или признае на колегите таму дека во такви партизански методи, со никаква техника, со никакви средства за обука, без патување во странство, без камери, како што кажа колешката, сепак прават некоја условно речено квалитетна програма, но таму се потребни не коренити промени, но потребно е правење целосно нова телевизија. Конкретен ремонт, што би рекли. Конкретен ремонт, па може би зградата да се смени, кој е како некој страшило. Јас кога ќе влезам натре, буквално се ужасувам. Ама таа се изнајмува на разни Па викаат кулата дека и воопшто не се користи тие околу просторите. Не е важно. Значи, што е потребно? Еден ТВ е многу добар пример. Со проверени кадри,
значи со проверени кадри, со доени на македонското новинарство, кои се собраа буквално во неколку месеци, се направи програма квалитетна како со одлични млади кадри кои имаат од кого да учат. Јас за жал можам да констатирам дека во МТВ десетина години не е излезено големо новинарско име. Значи МРТВ, која беше расадник на сите новинари во Македонија, кои ден денес значи работат и се споменуваат и се квалитетни, еве и со неколку имам чест да седам значи во друштво. Така да дури не се вратат значи големите имења кои и потекнуваат од МТВ. Почнале од Звон, па преминале значи во сите тие како што одеше од градска рубрика преку економија, преку политика, значи да се створи некоја основа за да може да се регрутираат млади кадри од нив. А во меѓувреме државата значи да вложи многу посериозни средства и то наменски во продукцијата, во следење на некои регионални настани, пошто пазар од 2 милиони луѓе и настани од 2 милиони луѓе, мислам дека не се доволна инспирација за толкав еден сервис. Така. Ајде сега да преминеме на Брексит. Она што се случува во Британија, деновиве, што би рекле ние во Македонија, нели постојано сме во некакви кризни тензии, неизвестност. Мислам дека одамна не била ваква атмосферата во британскиот парламент. Премиерката Тереза Меј преживеа, да речам, нели, на функцијата, но Британија треба да излезе до 29 март иднава година од Европска унија. Ке се одбивали наредниот период во помирни со помирни ветришта или не баш. Не баш, ова е никогаш не била толку возбудлива британската политика колку што е сега. Јас во моите колумни, белешки, писма од Лондон, кои имам намера да ги прекрстам белешки од Лондон, бидејќи не сум у конкуренција на Борислав Пекич, нити можам со писма од Лондон, до пред година и нешто британскиот парламент знаеше дека Брексит е изгласан и се, меѓутоа највозбудливата дебата беше за ежовите и заштитата на ежовите во Велика Британија, бидејќи беа загрозени животни и за тоа бурно се расправаше. Сега е Брекзитот и сите проблеми кои ги донесе Брекзитот. Немате представа какви дебати има во британскиот парламент со жестоки препукувања на британски начин, нели, не е тоа мојот уважен колега и така одат, мислам нема тоа лоши зборови да се кажат. Јас секогаш велам, треба да се угледа човек на британците, тие можат патос со тебе да избришат, ама лош збор нема да кажат. Проблемот е што доби доверба од нејзините со 200 гласа за и 300 треба да се повлече и 117 против. Откако вети дека нема да се кандидира на изборите во 2022 и со еден куп нерешени прашања, меѓу кои е и главното границата помеѓу Ирска и Северна Ирска. За таа граница никој не сметаше дека ќе биде некое крупно прашање. Така, но незадоволство постои од договорот што го постигнала премиерката Тереза Меј со Европска унија. Сите се незадоволни. Ако барате некој еден кој е задоволен, единствено Тереза Меј е задоволна од договорот. Добро, и ќе излезе со таков договор, веруваш дека до 29 март нема да има никакви промени, ќе излезат и тој лош договор, би требало топрва да почувствуваат британците последици. Ке почувствуваат последици големи ако излезе без договор Велика Британија од Европската унија, ке почувствуваат последици ако се распишат нови избори, ке почувствуваат последици ако сега не може, година дена не може никој да ја предизвика неизе да изгласа недоверба, бидејќи помина, мислам дека се пресметаа малку нејзините, нели како беше она ножевите доаѓаат од близу, но попусто оди таа од престолнина до престолнина и бара. Но и таму имал некаков пазар. Значи, ајде,
ќе изгласаме доверба, ама да не се кандидираш по 3 години, нешто што кај нас го гледаме. Буквално тоа беше договорено. Дејан, Брекзит те инспирира за коментар, за анализи? Да, апсолутно. Јас малку пошироко гледам на работите. Значи, на Тереза Меј гледам како на нов Абрахам Линколн, кој ќе се жртвува самата себе си, за да продолжи нацијата и државата понатаму. Јас мислам, јас сум магистар на студената војна и мислам дека тој проект Колку магистарски имаш ти? Имам повеќе, ќе ги изборуваме друга прилика. Значи, Тереза Меј има сватено дека Британија, Европска Британија, тоа е значи проект на студената војна. Британија никогаш не била европска, таа секогаш била посветена кон далечните земји, кон Комонвелтот и мислам дека и во иднина треба таму главната, значи енергија, главната дипломатија, главните финанси да се насочат. Ти го поддржуваш ова излегување? Апсолутно го поддржувам и мислам дека секоја жртва треба да се поднесе, па чак и премиерската функција да напушти. Нека паднат 3 влади, ама Британија треба да се врати на тоа што е, ние што ја знаеме, значи Британија. И само така мислам дека може да оди напред. Да, но после толку години и децени со тој заеднички европски пазар, иако уживаше привилегии, Шенген не важеше за Британија, да, еврото не. 40 години Британија е со Европската унија. Времето кога Британија беше империја во која сонцето никогаш не заоѓаше е одамна минато. Ама велат сега дека и британците вадат германски државјанства. Се веќе своји и независни. Нема индиците, Тереза Меј отиде во Индија, меѓутоа не доби таков пречек како што мислеше. Веќе помина тоа време кога Велика Британија беше голема колонијална сила. Така што не се согласувам баш дека треба дека Велика Британија сега може да го постигне тоа што го постигнуваше пред 40 години. Кои според тебе, Жанета, ќе бидат последиците од април идната година? Јас мислам дека не се свесни британците во што се впуштија кога изгласа Брекзит. Заради тоа што нема доволно информации, не беа за да донесе човек некоја одлука треба да има факти. Мислам дека во 2016 кога гласа ги немаа фактите. Односно има некои податоци кои не беа целосни. Како оној податок дека 340 милиони фунти ќе има повеќе Велика Британија, што ги дава така, ќе има повеќе за здравството, што беше сосема погрешен податок. И некои други такви податоци. Не знам, сега се вели дека можеби ќе има уште еден референдум, што е многу чудно, или дека ќе има референдум со 3 прашања, дали ќе биде за и против останување, или ќе биде за договорот на Тереза Меј, или ќе биде за оној договор за Чекерс, што беше. Целото тоа е каша попара, според мене. Самата земја влезе во една тотално незавидна ситуација, токму заради тоа. Тоа е судбината на договори со полувистини, со необмислени работи. Во политиката не може така да се за сериозни работи да се решава со и она што за мене беше навистина дури не ми се веруваше летово, имате вие пред Нова година, пред Божик, сериозни датуми кои треба да се исполнат, пратениците си отидоа на летен одмор. Парламентот беше распуштен. Тоа за мене беше навистина, мислам, Велика Британија на некој начин, не на некој начин, мојата втора татковина, и си велам, како што беше балкански, кога некои од пратениците ги објавуваа фотографии од ливчињата за кој гласа гласањето за доверба на Тереза Меј или не, ве молам, си ги сликаа ливчињата и објавуваа на Фејсбук и на Твитер. Балканизација. Сега да преминеме малку со поголем акцент темата што ја најавив со Дејан Азевски. Може само уште една реченица за Брекситот, пошто останав должен. Не се согласивме. Останав должен, почитувам практичното искуство и 20 години во BBC, толку години живот во Лондон, но мислам дека ако се гледа малку
понапред, визионерски, овај потек апсолутно ќе донесе придобивки и за Велика Британија и за се. Со онај дел особено не се согласувам. Значи колониите се мртви можеби како војничко освојување, али како пазар, како извор на работна сила, што е најголем проблем во моментов во светот. Значи како извор на нови идеи, како извор на суровини по властени цени, не мора да ги одземате денеска. Значи апсолутно тој концепт на Commonwealth може да функционира и дополнително ќе добива на цена. Посебно сега Британија кога ќе се посвети на тоа. Значи ќе расчисти целосно со Европа. Не знам дали ќе го рушат тунелот под Ла-Манш или ќе го остават, али битно да се посвети на тоа што е природно Велика Британија. Добро. Минуваме на темата иселување. Различни бројки се користеа во Македонија, дека масовно се иселуваат. 2013 тија доби наградата за истражувачка сторија, која го носи името на Никола Младенов. Тоа беше прва година, нели, со тој назив. Да. Твој податокот што го пласираше дека 230.000 претежно млади ја напуштиле Македонија од 98 до 2011. Сега, тврдиш дека се тоа податоци проверени. Колку се на црно, нели никој не знае. Како кога немаме попис, дојде до сите овие податоци? Кога и државата не дава одговор? Морам мал историјат да дадам. Значи, таа бројка првично што ја објавивме, 230.000, избирна бројка од македонски институции, која апсолутно не е комплетна. Натаму, додека јас напишав повеќе од 15 текстови на оваа тема во континуитет, значи со помош на моите колеги, конкретно го спомнам Александар Јанев, и со Светската банка, дојдовме до бројка од 447.000 луѓе иселени од Македонија. Кој тајминг, период? Значи во моментов македонци со македонско државјанство кои се по странство. Барем така ги имаше Светска банка детектиран. Јас ќе побарам од режија, извадивме некои податоци од твојата истражувачка сторија со бројки. Па ќе можеш да ги прокоментираш или да ги прокоментираме. Колку имаат добиено, ова е првата бројка до која ние дојдовме со збирни податоци од македонски институции, бидејќи немавме тогаш друго. Сега ова е број. 176.423 македонски граѓани се со привремен престој само во земјите на ЕУ за 2011. Да, али од 2011 до сега имаме експлозија. Добро. Така да, значи, тие бројки се веројатно можда и 10-кратно поголеми. Навистина, огромен е бројот. Еве, може колешката да потврди во Лондон, каде што се зборува дека околу 50.000 наши луѓе. Чекај, дали си женета со привремен престој во Велика Британија? Не, јас сум со постојан престој, јас имам и британско државјанство. Јас се обидував како новинар таму и програмите кога ги правевме, меѓутоа знаете, од хоум офисот не даваат, бидејќи тоа е тајна, но се манипулира со бројка околу 50.000. Јас мислам, како што мисли Дејан, дека имаме неколку пати повеќе, а да не зборувам за тие што се со бугарски пасоши македонци. Ако може да се вратат пак, еве, 56.506 македонци добиле странско државјанство од 96 или 8? 96 година до 2011 година. Да, јас сум меѓу тие, значи. Така, и имаме за Соединетите Американски. Да, ама треба тука повторно се нагласи, значи процедурата за добивање е долга, посебно во развиените земји кај што претендираат нашите дода. Добро. Значи во тој период што е потребен од 10 години, ние имаме сигурно уште 100.000 вакви луѓе. Така, можеби и поголема е бројката. Да, но проценките што ги даваш во сторијата се дека дури 200.000 можеби на црно се, кои апсолутно имаме многу и сезонски работници. Значи, ова што го имаме сега 3 месеци туристички престој во земјите од Европска Унија, многу луѓе го користат до последен ден. Значи, одат таму, работат кај роднини, работат кај некои луѓе домашни кои свесно ризикуваат за да добијат ефтина работна сила. Чуваат деца, дамите, машките работат некои физички работи или слично и, значи, имаме таков вид на миграција. Коректно е, заборавив да кажам дека истражувачката сторија ја пишуваше и во тој момент работеше во неделникот Капитал. Се извинувам, да коригирам, значи истражувачката сторија беше во дневниот весник Капитал. Добро, во Капитал. Капитал Медија Груп во тој момент. Сега,
Она што е поентата на сево ова, говориме, значи, за една Македонија, вакви бројки, навистина се за загрижување. Но она што го констатираш, дека е белек на ова модерно печалбарство, за разлика нели од нашите дедовци или поранешни генерации, тие оделе сами, оди главата нели на семејството, но семејството останува во Македонија. Сега одат цели семејства. Да, посебно тоа е застапено значи во западниот дел на Македонија, каде што стари луѓе по 70-80 години, јас и на терен излегов, мислам дека направив неколку репортажи на оваа тема, луѓе кои никој не замислувал дека би патувале, значи одат да ги чуваат своите внуци. Тие не знаат ни еден збор италијански, не знаат ни еден збор германски, али сепак се таму. Таму се ради централното грејење, градинките се скапи, помагаат, храната веројатно на една трпеза да се јади е поевтино и останува таму. Поголем проблем е кај децата. Значи, дете кој ќе се роди и ќе порасти во Милано, ќе се роди и ќе порасти во Келн или во Лондон и ќе учи во тој образовен систем. Па чак и во најлошата школа да учи во Лондон, тоа станува значи припадник на една друга култура за која претходно зборувавме и многу тешко. Сега затоа јас морам да ги демантирам моите констатации тогашни. Јас тогаш се залагав да се направи стратегија како да се задржат луѓето. Не можат да се задржат. После 5 години од темава кажувам нема шанси да ги задржиме. Сега треба да се премине на израелската стратегија. Како нашите кадри од светов, зашто веќе се иселуваат не физички работници, туку стварно интелектуалци. Значи, како да допринесат за некој развој на земјава. Има начини, апсолутно, значи, неколку држави има во светот. Прво, значи, што може оваа земја да им понуди? Со пониски трошоци, преку аутсорсинг да ја работат истата работа. Мислам дека многу би се вратиле на тој начин. Сезонски, цела година и слично. Второ што може да понуди, значи, Македонија е како регионална крстосница. Значи, зборувам за трговски компании, за транспортни, логистички компании. Значи, ние сме се уште интересни. Иако коридорите на заобиколија, иако имаме проблеми, долгорочно, значи, геостратешката позиција не може на Македонија да се промени. Во поглед на здравствен туризам, мислам дека исто и тука има голем потенцијал. Сега имаме во Македонија, значи, барања за стари лица кои престојуваат во домовите во Холандија, во Германија, во Франција, својот престој, значи пензионерски, да го вршат тука. Многу се поевтини трошоците, многу е поблагопријатна климата. Значи има, можам да набројувам цел ден. Да. Еве и Жанета, ако има што да додам, но јас сакав да вметнеме сега една работа која мислам многу наивно се пласира, тоа ние го ќе влеземе во НАТО, дека преку ноќ нели ќе процветаме и нема да ни одат луѓето. Искуството од другиве земји кои влега од регионот во НАТО не вели дека веќе не заменуваат надвор. Мислам дека е тоа погрешно во кампањава што се кажува, затоа што ќе се разочараат утре луѓето. Не е само проблем што ќе се разочараат, него се врз основа на тоа што се кажува се преземаат конкретни државни мерки кои се во погрешна насока. Значи јас направив репортажи во 3 држави од регионот на овие теми: Словенија, Хрватска и Бугарија. Тоа се земји во НАТО, членки на Европска унија, која 5, која 10, која 15 години. Оттаму населението младо, посебно, најмногу се иселува. Славонија денеска има 600.000 жители, имаше 1 милион жители кога се распаѓаше Југославија, а проценките се дека ќе падне на 300.000 жители на дол крок. Значи можете да замислите која е таа катастрофа. Уште поголем проблем од сето ова. Значи тоа иселување само на младото население. Значи, Европска унија. Структурата. Да, еве сега имам од една земја, тука донесов, можда камерава може да покажи, Србија. Значи, бројките се алармантни. 60% од населението е старо. А Србија уште не е влезена во Европската унија. Така. Замислете, значи, колку ќе биде тој бран. И само последно да кажам, значи, земја која нема младо население, таа не може да се развива. Вие можете да вложите трилиони долари по нејзе, нема кој да прави бизнис. Така, Жанета, каква е состојбата во Лондон, во Велика Британија? Јас знам сите колеги што замина на работа, останаа со семејствата. Тие што има деца, остана токму заради децата.
како што рече, мислам, тоа е така, се раѓа дете таму, тргнува во школо, детето почнува да зборува англиски многу подобро од родителите, после некое време почнува да ги поправа родителите. Трагично е што во некои случаи децата престануваат да зборуваат, тоест не знаат македонски да зборуваат англиски, ама тоа е некоја друга тема. Велика Британија е интересна, се грижи за своето население и многу интересни бизниси има. Кој сака да работи, невработеноста во Англија е релативно ниска. Така, пред малку споменав дека по некои податоци што беа пласирани, дека уште од најавата за Брекзит, некои британци земаат германско државјанство. Постои тој тренд? Па, постои, ама тоа е повеќе како куриозитет. Може би сега ќе се зајакне тоа. Ние правевме муабет предходно. Земаат германско државјанство, земаат ирско државјанство, некои кои имаат имот се пензионираат во Шпанија, па земаат шпанско државјанство, Но таа бројка сметаш дека не е загрижувачка. Имаше едно време дека... Таму возрастните изгледа одат. Да, јас пишував за тоа, дури имаше дека неколку зеле и бугарско државјанство и двајца зеле и романско државјанство. Јас од тие двајца едниот го знам, тој е мажен... унгарско нема некој? Нема. Едниот го знам за една моја пријателка е женет, па затоа зема, тој е бивш колега мој од BBC, но и за земање такви државјанства треба да докажеш дека некоја баба, дедо ти е германец. По таа логика ми се чини дека целото кралско семејство во Велика Британија може да земе германско државјанство, бидејќи сите тие предците нивни им се од Германија. Тие Виндзор го зеле дополнително. Но интересно, Велика Британија има потреба за работна рака и ако не дај Боже, имиграцијата беше една од главните теми причини за Брекзитот, но доколку се случи Брекзитот и имиграцијата секне на некој начин, додека се остварат предвидувањата да почне повеќе да се увезува сила од колониите, мислам дека многу болници и многу компании во Велика Британија ќе останат без работна сила од Источна Европа и од другите делови од Европа. Така. Дејан, најве за крај сега да привршиме околу темава за иселувањето. Ти предложи, кажа неколку од мерките што ги размислуваш по израелскиот модел. Што може владата да направи во овој момент? Што советуваш? На краток рок владата апсолутно ништо не може да направи, пошто процесот на иселување кај нас се почнат пред многу децении. Значи, цело време се правеле погрешни мерки и имаме буквално акумулиран труд од сите влади наназад на погрешен начин. Јас, значи, би предложил, воз база 90-тина години се занимавам со оваа тематика, ние да расчистиме, значи, кој сака да живее надвор, сега да не испадне сите дека сакаат надвор да живеат. Па анкетите кај младите од 10 души, 8 до 9 сакаат надвор да живеат. Во ред, значи, нека останат 200-300 илјади луѓе кои иднината колку имаме надвор по твоја проценка пред Македонци, значи има над 1 милион надвор, не зборам граѓани, државјани на Македонија, туку македонци. Ама тоа говориш од 45-та наваму, така или? Говорам од 60-тите години. Значи, сигурно 1 милион луѓе се надвор, се на различни локации, се не може тоа баш точно да се собери. Битно е да се преброиме, значи да знаеме кој сака тука да живее и да видиме што... Ние немаме попис. Тоа е дополнителен проблем, следно ќе го кажам. Значи, да видиме што на тие луѓе може да им обезбедиме. Значи, вработување преку странски инвестиции, иако имаше многу
нели негодување и се, ја го сметам како добар процес за масовно вработување. Точно можеше да се направи со помалку вложени средства и се, али јас сум за странски инвестиции во држава. Добро, зар има некој кој не е за странски инвестиции во државата? Има мислење дека треба да се потикне повеќе кај домашните. Јас мислам дека паралелно треба да се тера. И едниот и другиот процес. Капиталот е капитал. Али да не го занемаруваме, викаме пописот е статистичка операција, не е само статистичка операција. Значи ние имаме проблематичен попис, ја што анализирам. Во 81 година ради настаните на Косово. Имаме 91 проблематичен попис ради распадот на Југославија. 2002 сите знаеме како беа работите. Следниот попис ни пропадна. Значи нема шанси стратегија да изградиме конкретно, посебно за иселување ако немаме попис. Да. Па и за многу други работи воопшто да креираш некакви проекции во разни области. Предпоставувам, јас овој дел го знам, иначе предпоставувам дека е така, да. Така. Јас ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на 1 ТВ. Ке имаме можност се надевам и во друга пригода, ќе го следиме она што се случува во Велика Британија со Брекзит. На 21 јануари би требало да се гласа, значи сега ќе уживаат малку Божик и Нова година. Така. Па ќе видиме што ќе се случи, дали ќе се случи и како. Што би рекле англичаните, watch this space, следете. Ќе видиме. Со Дејан во друга пригода за неговата магистарска за студената војна. И за зашто колку беа докторати магистарски, едноцифрен број или Мислам дека не е ова емисија за мене лично, во некој лайфстайл интервју може тоа да го направиме. Но блиц прашање, пошто завршуваме. Си магистрирал на студената војна. Не гледаш елементи на студена војна сега на ова што се случува во светот? Мислам дека студената војна никогаш не била толку радикална и толку наелектризирана како што е сега. Значи сега светот е најблиску до директен судир меѓу суперсилите. Ете, имаме тема. И на со ова весела мисла ги оставаме гледачите. Така. Тоа е тоа. Од мене пријатно. Останете на фреквенциите на 1 ТВ и се гледаме во следниот петок вообичаено.